38 златни, 32 сребрени и 18 бронзени медали е билансот на Кина од минатогодишните летни олимписки игри во Токио. Која е тајната на успехот на кинеските спортисти? Во недела во Нихао ви ги носиме македонските спортски приказни од Кина. На Владимир Мирковски 2016 година замина во Пекинг, во компанија составена од преку 200 странски тренери од целиот свет, кој што беше како место кое ги абсорбира сите тренери, после тоа ги распределува низ други провинции и градови низ Кина. и Стојан Игнатов. Првото што сакав да го покажам на мојата сопруга сега, ја однесов во Пекинг на шетање, едно 10 дена шетавме, поминавме прекрасно и секако би се вратил еден ден таму сигурно. Но и многу други, интернационални и безпрекорни спортски кариери, како онаа на Јао Минг, првиот неамерикански пик на Хјустон Рокетс, легендата во светот на НБА. 13 часот и 30 минути во недела на Телма го откриваме планот на Кина како до 2025 година да стане фудбалска велесила.